Добро вечер. Прилеп, градот Херој и првоборец, градот на непокорот, градот на првата пушка, денес одбележува 77 години од неговото конечно ослободување од фашистичките окупатори, 3 ноември. По тој повод го повикувам председателот на Советот на општина Прилеп, господин Дејан Продановски, да ја отвори свечената седница. Почитувани членови на Советот, драги гости, по повод денот на ослободувањето на Прилеп, 3 ноември, ја отварам свечената седница на Советот на општина Прилеп. Посебна чест и задоволство ми представува од мое име и од името на членовите на Советот да ги поздравам присутните гости. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, доктор Борче Јовчевски, почитувани пратеници, почитувани представници на Македонската православна црква и верските заедници, почитувани представници на армијата на Република Македонија, почитувани представници од Сојузот на борци, почитувани добитници на наградите на 3 ноември, почитувани присутни, гости и новинари, добро вечер. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка. Поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Втора точка. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Кој е за усвојување на дневниот ред, ве молам да крене рака. Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. По првата точка од дневниот ред, поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп, по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, го повикувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Борче Јовчевски, да земе збор. Почитувани пратеници, почитувани представници од Македонската православна црква и верските заедници, почитувани представници на АРМ, почитуван председател на Советот на општина Прилеп господин Продановски, почитувани советници, почитувани представници од Сојузот на борци, добитници на признанието 3 ноември, почитувани медиуми, почитувани присутни, дами и господа. Ми представува чест и задоволство
што за прв пат, како градоначалник, ја има можноста да ви се обратам по повод доделувањето на признанијата 3 ноември, а во чест на денот на ослободувањето на Прилеп. Ден кога ние, прилепчани, им одаваме признание на граѓаните, чии индивидуални и колективни достигнувања придонесле за подобрување на севкупното живење во нашиот град. Денешниот датум ќе биде еден од многуте спомени кои ќе ги имаме зад себе како град со граѓаните, со работниците, поддржувачите, хуманистите, општествените работници, со еден збор сите градители. За градот под Марковите кули и оваа вечер ќе биде историска. Вечер кога имињата на добитниците ќе бидат запишани во историјата на еден град, од каде низ годините излегле плејада истакнати имиња како Цепенков, Ѓорче, Пере, Конески, Кепески, Кузман, Ченто и многу други. Прилеп е град херој, епитет кој гордо го носи веќе 77 години, нераскинливо поврзан со животот на Прилеп, неговото минато, нашата сегашност и иднината на нашите најмили. Заслугата да бидеме град херој е на сите кои дале придоне за тоа, особено на паднатите борци и на 15-те народни херои. Прилепчани од секогаш го имале своето достоинство, гордоста, но и желбата за слобода, просперитет. Денешниот ден е подсетување на славата за нивното дело. Денеска го славиме она што тие го замислиле и оствариле. Славиме слобода, славиме правда и демократија. Празнувајќи го овој ден, најмалку што можеме е да им се заблагодариме на нашите херои за прогресот и напредокот во современото живење. Без нив ова ќе беше невозможно. Овој ден треба да биде подсетување младите и идните генерации да не заборават каде се родиле, каде растеле и каде живеат, а да придонесат за неговата подобра иднина. Почитувани, вечерва оттука порачувам сите заедно да ја чуваме слободата, затоа што нивната жртва не била залудна. И покрај се, сплотено, да го градиме и развиваме нашиот град за подобро утре на сите нас, да собереме сила, да искористиме можноста и да создадеме подобра иднина за поквалитетен живот на сите. Да се избориме за поголем локален економски развој, подобра инфраструктура, поквалитетно образование и здравство, напредок на полето на културата и спортот и најважното да си ги задржиме нашите деца, тука блиску до нас во нашиот град. Знам дека пред нас ќе се појавуваат безброј предизвици, проблеми и потешкотии, но уверен сум дека сите заедно цврсто и храбро, домајчински и честно и со макотрпна и посветена работа ќе го направиме Прилеп град за пример, град во кој што развојот и напредокот ќе одекнуваат. На крајот упатувам искрени честитки до овогодишните лауреати, добитници на наградата 3 ноември. Драги мои, гордејте се со вашето достигнување, затоа што се гордееме и ние, и градот што имаме сограѓани, чии квалитети се општествено прифатени во заедницата. Ви благодарам на вниманието и да продолжиме заеднички да се радуваме на сите идни успеси на Прилеп и Македонија. Нека ни е честит и долговечен 3 ноември. По втората точка од дневниот ред го повикувам господинот Игор Николовски, председател на Комисијата за одбележување значајни настани, личности и празници,
да ја прочита одлуката за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани присутни. Врз основа на член 43 од Статутот на Општина Прилеп и член 4 од Одлуката за востановување на општински награди и признанија, Комисијата за одбележување значајни настани, личности и празници на седницата одржана на ден 1.11.2021 година донесе Одлука за измена и дополнување на Одлуката за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, и тоа 7 дипломи, 4 плакети и 3 награди за животно дело. Пред да почнеме со доделување на наградите, сакам на сите присутни и сограѓани да им го честитам 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Благодарам. Пред да преминеме на доделување на наградите, би сакал од мое лично име и од името на советниците во Советот на Општина Прилеп да им честитам на сите добитници на новогодишните награди и да им посакам многу успех, здравје и среќа во натамошните животи, а на оние личности кои што поскумно ја добиваат наградата за животно дело, да им посакам здравје на нивните семејства и верувам дека нивниот труд во целокупното живење на град Прилеп ќе биде запаметен како што ќе им се додели оваа награда и дека ќе останат трагови од нивното творештво во овој град. Ви благодарам и предлагам да преминеме кон доделување на наградите. Јовица Нешковски фризерот. Познат и признат занаетчија, мајстор, а многумина од неговите ученици ке речат и маестро во неговата работа. Со својата работа како човек од еснафот, Јовица остава големи траги како за градот, така и за државата. Почетоците на мајстор Јовица се од неговата рана 10 годишна возраст, како калфа кај тогаш познатиот мајстор Коста Доклески, пошто продолжува да се доусовршува кај мајстор Миле Варошлија за на 21 година да отвори свој сопствен фризерски дуќан. Со текот на работата станува најпознатиот фризер во градот. Во далечната 1964 година заминува да живее и работи во Малме, Шведска, каде се стекнува со нови вештини, кои по враќањето во родниот град ги имплементира во работата. Многу познати естрадни звезди од домашната и сцената на поранешна СФРЈ се дотерани од вештите раце на мајстор Јовица. Настапувал на повеќе надпревари и е единствен фризер-учител во Работничкиот универзитет Пере Тошев, кој на помладите им го пренесува својот мајсторлак, вештини и знаења, им го предава занаетот. Прилепчани ќе го паметат како легенда маестро на занаетот. Посхумно, диплома 3 ноември се доделува на Јовица Нешковски фризерот за негување на фризерскиот занает. Годишната Поликсенија Јовановска, олимпиец и првиот и единствен представник на Олимпијадата во Токио 2020. Девето пласирана на Олимписките игри, носител на првиот европски медал за нашата земја. Два пати е петто пласирана на европските сениорски првенства индивидуална категорија, а исто така и во тим ката, балкански шампион. Носител на голем број медали од медитерански надпреварувања, премиер лиги и карате 1 турнири. Прогласена за најдобра млада спортистка во 2014 и спортистка на годината во 2019. Добитник на Оскар за најуспешна жена во индивидуален спорт. 10 години прогласувана за најуспешен женски надпреварувач во кати од страна на Карате Федерацијата. Најдобар спортист на град Прилеп, учесник во Европската недела на спортот во 2021 како спортски амбасадор. Јовановска е државен шампион повеќе од 10 години. Диплома 3 ноември се доделува на Поликсенија Јовановска за особен придонес во промоција на карате спортот во светски рамки.
Димче Велковски, член на воздухопловниот спортски клуб Фил Феникс од Прилеп, наставник по воздухопловно, спортско и ракетно моделарство, член и тренер на репрезентацијата на Македонија и пилот на едрилица со спортска дозвола, активен спортист и актуелен државен првак во екипна конкуренција. Уште од детството, воздухопловството станува негов предзнак. Во 1969 година станува член на Аероклубот Прилеп. Неговиот талент и посветеност во моделарските работилници низ поранешна Југославија го издвојуваат како голем потенцијал и стручњак во областа на градба, аеродинамика и теорија на лет. Во својата спортска историја има многу победи и врвни резултати. Диплома 3 ноември се доделува на Димче Велковски за достигнувања во областа на воздухопловното, спортското и ракетно моделарство. Во отсуство на Димче, наградата ќе ја земе представник од Аероклубот. Димче не е присутен во градов, затоа за мене представува голема чест и одговорност да го представам само на кратко неговото достигнување. 50 години активен учесник, воздухопловец и достоен представник на град Прилеп секаде, дали на спортски надпревари или на други стручни настапи. Благодарам до Советот уште еднаш. Божана Тренческа. Со пишување активно се бави од млади години. Работниот век го поминува во тутунскиот комбинат во Прилеп, а од 2016 година е активен член на клубот на литературни творци во родниот град. Писателската кариера ја започнува со 3 монографии, а во 2018 година ја издава збирката поезија Поетот и зборовите и романот Бојана на Тодор. По само 3 години го зголемува писателскиот опус со збирката Раскази, Приказни за сечија душа и романот Албумот со спомените. Песните и расказите на Тренческа се објавени во многу зборници во земјава и пошироко, за што има добиено голем број награди и признанија. Диплома 3 ноември се доделува на Божана Тренческа за достигнувања во областа на литературата. Круме Пиргановски, почитуван просветен работник. Првиот професор кој предава наставни содржини од компјутерска техника во средното општинско училиште Ристе Скиричко. Во 1993 година Пиргановски ја продолжува професорската кариера во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Тој е првиот предавач, обучувач за работа со компјутери и компјутерски програми во нашиот град. Во 1997 година е избран за национален координатор на ФАРЕ програмата за реформа на наставата во средните стручни училишта во нашата земја, спроведена од страна на Европската Унија, каде покасно е вклучен како меѓународен консултант за изработка на бизнис планови во виртуелни компании. На негова иницијатива воспоставен е интернет пристап во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу и создадена е првата виртуелна компанија за потребите на училиштето. Автор е на повеќе компјутерски програми кои имаат широка примена во заедницата. Се пензионира како професор по економија во средното училиште Кузман Јосифовски Питу. Диплома 3 ноември му се доделува на Круме Пиргановски за достигнувања во областа на образованието и информатичката технологија.
Благодарам за доделената диплома. Мојот живот е век го поминав како професор и драго ќе ми биде во оваа прилика да ги охрабрам, поготово по младите генерации, да ме надминат само затоа што тогаш имаме сигурен прогрес, кога ученикот ќе го надмине професорот. Ова ми е посебна желба. Блага Тутеска, истакнат наставник по македонски јазик. Своевремено работела како библиотекар во основното училиште Блаже Коненски, а била и директор на основното Кочорацин. Со својот талент на уметничко говорење, емотивно рецитирање, Тутеска ја пренесува љубовта кон мајчиниот јазик кај учениците. Благодарение на нејзиниот ентузијазам се изградени голем број на млади рецитатори и актери. Автор е на многубројни песни собрани во 4 стихозбирки. Како пензионер, активно е вклучена во работата на Сдруженијето на пензионери на град Прилеп. Диплома 3 ноември и се доделува на Блага Тутеска за достигнувања во областа на образованието и литературата. Драги мои прилепчани, добра вечер. Денес и во овие мигови, кога го славиме денот на ослободувањето на нашиот Прилеп, закитен со орден град Херој, со пиетет во душата и зборот наш македонски, изразувам голема благодарност до председателството на Сдружение на пензионери Прилеп, до Комисијата за култура во Собрание на општина Прилеп, до градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчески. Тие беа посредници во исполнувањето на Божјата волја. Мојот труд и успеси во полето на образованието, македонскиот литературен јазик, уметничкото говорење и моето објавено литературно творештво да се крунисаат со 3 ноемвриска награда. Ви благодарам на сите. Бидете здрави, вековити и успешни. Ѓорги Стале Поповски е роден 1930 година во Витолиште. Завршил филозофски факултет во Скопје и долги години работел како уредник на списанието Современост. Од 1956 година е член на Друштвото на писатели на Македонија. Импозантна личност во македонската литература и култура, која со својата поетска, драмска, научна и преведувачка дејност остава неизбришливи траги што сведочат за квалитетот, квантитетот и континуитетот на македонската книжевност. Да не беше Ѓорги и помошта од страна на неговиот татко Стале, не ке можевме да го читаме Сердарот на Прличев на мајчин јазик. Во книжевно-преведувачките дарови на Поповски ке ги споменеме и Евгений Онегин од Пушкин, препевите на светските класици Шекспир, Данте и други. Поповски е автор на поезија, романи за деца и млади, драми во стихови, поеми. Во однос на научната дејност, автор е на неколку прегледи, студии, портрети од светската книжевност и преведувач на неколку значајни антологии. За своите врвни дострели во книжевноста, Поповски е добитник на голем број домашни и меѓународни награди и признанија. Диплома 3 ноември му се доделува на Ѓорги Стале Поповски за достигнувања во областа на книжевноста и преведувачката дејност.
Благодарам многу од името на Георги Сталев Поповски. Продолжуваме со доделување на плакети. Станимир Јовановски, Кокаровски, во 1981 година ја основа кафе мелницата Минас заедно со ќерката Лена. Минас, 40 години, успешно го негува занаетчиството во Прилеп како фактор за економски развој и негување на традицијата. Овој фамилиарен бизнис го продолжуваат и синовите на Лена, Дејан и Филипче, внесувајќи нов, современ дух во бизнисот. Со ковид кризата се отвори можноста за достава на кафе и безалкохолни пијалоци директно до консументите. Во моментов, кафе мелницата Минас е една од најпобаруваните во градот, а занаетот на младите луѓе ја поттикнува свеста за зачувување на занаетите како фактор за економски развој и зачувување на традицијата. Плакета 3 ноември за негување на занаетчиството се доделува на фирмата Минас Прилеп. Голема благодарност до сите присутни и сите граѓани на Прилеп. Сдруженијето за правна едукација и транспарентност Станица 5 Прилеп е основано во 2018 година. Самиот назив на Сдруженијето, терминот Станица, представува место каде луѓето секогаш можат да се обратат, а 5 е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Основна цел на Сдруженијето е да се доближи до граѓаните и остварување на нивните права со фокус кон ранливите категории и маргинализирани групи со посебен осврт ке ромската популација. Станица 5 Прилеп активно работи на територијата на општина Прилеп и соседните општини и се бори за правна помош и недискриминација во општествениот живот. Плакета 3 ноември за придонес во едукацијата и асистенцијата на граѓаните во насока на остварување на нивните права се доделува на Сдруженијето за правна едукација и транспарентност Станица 5 Прилеп. Изразувам голема благодарност до општина Прилеп што ја препозна важноста од нашата работа со доделувањето на оваа награда. Кратко ќе го кажам само мотото во нашата работа. Ако правото не е достапно за сите, тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, тогаш таа не е право, туку привилегија. Оваа награда е за сите активисти, правници и параправници кои што секојдневно се трудат да ја доближат правдата поблиску до сите. Ви благодарам. Создаваме еднакви можности и градиме одржливи заедници. Е мотото на локалната акциона група Агролидер, која во периодот на претходната година и предизвиците со пандемијата на COVID-19 реализира многу активности и забележа значајни резултати во делот на подобрување на животот во локалната заедница. Благодарение на нивните активности, општина Прилеп стана една од 5 општини каде се воспоставени услуги за поддржано вработување на млади,
Обезбедена е донација за партерно уредување на дворот во домот за стари и изнемоштени лица. Обезбедена е бесплатна достава со електрични велосипеди на дневни оброци за социјално ранливи лица. Воспоставени се мобилни тимови кои даваат поддршка за остварување на правата од социјална заштита. Воспоставена е платформа за промоција и продажба на производи, ракотворби и авторски дела, како и промоција на културно, историски и туристички места во Прилеп и регионот. ЛАК Агролидер со мисија да промовира и да придонесе кон одржлив рурален развој на териториите на општина Прилеп, Кривогаштани, Долнени и Крушево. Плакета 3 ноември за постигнати значајни резултати и достигнување за подобар живот во локалната заедница се доделува на ЛАК Агролидер. Ја би сакала само накратко да се заблагодарам на сите и се надевам на поддршка и заедничка соработка во иднина за да го направиме нашиот град подобро место за живење за сите нас. Ви благодарам. Пинг-понгарскиот клуб Младост 96 е формиран во 1996 година. Во овој период се надпреварува во лигите организирани од страна на Пинг-понг Федерацијата на Македонија. Токму од овој клуб произлегле многу играчи. Клубот посебен акцент става на младите категории и работи со младинските школи. Во 2015 година екипата на Младост 96 се пласира во Суперлигата. Во клубот членуваат 20 на деца, а регистрирани се 35 играчи, од кои 5 во женска конкуренција. Пинг-понгарскиот клуб Младост 96 постојано работи на експанзија на клубот. Плакета 3 ноември за достигнување во областа на спортот се доделува на Пинг-понгарскиот клуб Младост 96. Почитувани присутни, добивањето на оваа награда представува голема сатисфакција за сите членови на нашиот клуб, за огромниот труд кој што го вложивме во изминатиот период и за резултатите кои што ги постигнавме. Кате не кажа дека минатата година бевме шампиони на Македонија со апсолутен рекорд од 20 победи без пораз. Сакам да искористам оваа прилика да го споменам човекот кој што има огромна заслуга за растот на овој клуб и еден од основачите, тоа е починатиот Илија Карески. Ви благодарам. Роден 1939 година во село Ревоец, Илија Адамовски, основна школа, завршува во родното место, а гимназија во Прилеп. Дипломира на правниот факултет во Скопје. Од 1966 до 1969 година работи како судија за прекршоци во Прилеп. Од 1969 година е пратеник во Републичкиот собор во Собранието на Социјалистичка Република Македонија. Во 1971 година положил правосуден испит, пошто долги години бил директор на Заводот за социјално осигурување, здравствено и пензиско осигурување и детски додаток. Во 1980 станува секретар на регионалната СИС на југозападниот регион, каде влегуваат 10 општини.
со својата професионалност и познавање од областа на правото и економијата се вградува во изградбата на болницата Борка Талески во Прилеп. Во 1996 година станува судија на апелациониот суд во Битола и оваа функција ја обавува се до 2005 од каде заминува во пензија. Награда за животно дело Златна плакета 3 ноември за Илија Адамовски за особен придонес како истакнат општествен работник. Почитувани присутни, дозволете ми да му го честитам изборот на градоначалникот, да му го честитам изборот на сите членови на Советот на општината и да му посакам плодна работа, успех во работата и секогаш да бидеме своји на своето. Имено оваа награда мене вистина ме возбудува заради тоа што се враќаат спомените од минатото, бидејќи ние што ги добивме постариве наградите, всушност живеевме и работевме во еден друг систем, а сега живееме во еден подруг систем, подруго уредување општествено, политичко и така натаму. Меѓутоа, независно од тоа, наградата не представува само чест и задоволство, туку и обврска да продолжиме и во иднина, иако јас сум човек од третата доба, сметам дека ќе го давам максимумот секогаш кога е во прашање интересот и правата на нашите граѓани, на нашите луѓе. Секогаш бил и ќе остане во фокусот на моето внимание граѓанинот. Мислам, било и така ќе биде. Јас не сакам многу да зборувам, меѓутоа ќе ми дозволите само еден инсерт, еден дел од она минато време, 70-80 години, кога начелото на солидарност, инаугурирано во уставот тогашен, а мислам дека и денеска е преземено, акцептиран од мноштво на закони, посебно за законот за здравствено осигурување, законот за пензиско инвалидско осигурување и така натаму, во тие години беше за пофалба, бидејќи во нашиот град се изградија објекти од капитално значење, како што беше болницата, општата болница, како што беше донесување системот студенчица, како што беше изградбата на социјални станови врз основа на солидарна основа и така натаму, и сметам дека треба да продолжиме и тој факт како таков да не го запоставуваме. Да не должам, многу ви благодарам, почитувани во председателството и на вас сите, што ги спознаивте, препознаивте фактите, околностите, делата, трудот, резултатите, да се одбележа на овај начин, а сметам дека нема да биде само сатисфакција и сега во третата доба, како председател на Собранието на Сојузот на пензионери на Македонија, ќе се обидам безрезервно, несебично и максимално да го дадам својот придонес во изградбата на нашата држава Македонија. Благодарам.
Тачко Локвенец. Својата професионална кариера како новинар ја започнува во 1961 година во весникот Нова Македонија, а во текот на својата кариера пишува и за Вечер, Трудбеник, Млад борец, Студентски збор, Флака Евлаз Ними, а негови текстови се објавени и во Остен, во локалниот неделник Народен глас, како и во повеќе списанија и весници во поранешна Југославија. За неговото значење, достојност, професионален и човечки углед, неговите колеги, објавувајќи ја веста за неговото заминување, напишале: редакција на независен вестник. Тачко Локвенец беше еден од врвните мајстори на македонскиот журнализам, често недофатлив во својот стил. Неговото златно време беше во годините кога работеше како дописник на Нова Македонија. До ден денешен остана во сеќавање неговата рубрика "Во Прилеп се зборува и молчи" и неверојатните приказни од судницата, каде преку обичните граѓански спорови ги прикажуваше сите проблеми на општеството. На одреден начин, Локвенец беше продолжувач на една лоза на новинари кои генерацијски беа пред него, но нишката што ги поврзуваше беше извонредното знаење и зборот и како тој да се употреби. Тогаш, на новинарството се гледаше повеќе како на умешност на стилот и мајсторство, отколку на професија која само пренесува информации. Како и многу други работи во општеството, таквиот журнализам беше потиснат пред налетот на брзината на вестите, но умешноста на новинарскиот израз на Тачко остана запаметена и на некој начин се уште пренесува порака дека журнализмот не е само веста или политичката дебата, дека во општеството се случуваат такви слоевити промени и има толку меѓуврски што некој треба да ги забележи, а тоа Тачко знаеше да го направи на извонреден начин. Посхумно, за особен придонес како новинар, писател и публицист, награда за животно дело, златна плакета 3 ноември, се доделува на Тачко Локвенец. Честит да ни е 3 ноември, најголемиот локален празник, преку кој ја освоивме слободата, го покажавме нашето вистинско антифашистичко определување и покажавме дека избркавме едно зло, фашизмот, кој никогаш повеќе не треба да се врати. Почитуван градоначалник, почитуван претседател на Совет, почитуван претседател на комисија, почитувани членови на семејството на градоначалникот, почитувани пратеници, советници, почитувани великодостојници на верските заедници, македонската армија, посебно почитувани претходни градоначалници на нашиот град. Огромна е благодарноста до комисијата, до Советот и до градоначалникот за честа и доделувањето на оваа награда на мојот родител. Огромна е благодарноста за номинацијата од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија за добивање на оваа награда. Сигурен сум дека Тачко многу ќе се радуваше на ово признание. Ама јас
сестра ми и мајка ми, многу повеќе ќе се радувавме тој лично да ја преземеше оваа награда. Символично, овие награди се доделуваат во чест на нашите херои од минатото, а Тачко пак веруваше дека секој човек е херој на својот живот и преку своето творештво го славеше Прилепчанецот. Херој од нашето секојдневие. Хероите, велеше, се секаде околу нас. Само треба да се осврнеме и да ги препознаеме. Што е најважно, да ги признаеме. Почитувани, дозволете да се обратам и лично како син. Беше одличен син, брат, сопруг, родител и дедо. Човек за кој во самиот увод почитуваната Катерина ги спомна неговите делови од неговите творечки достигнувања поврзани со својот град. Меѓутоа, беше човек кој не можеше без својата победа, фудбалскиот клуб Победа. Човек кој не можеше без градскиот сад и човек кој никако не можеше без Прилепскиот еснав, своите пријатели, без Прилепскиот пазар. И сето тоа ме доведува да спомнам една ситуација на абсурдноста на животот. Почитувани, пред 8,5 години, абсурдноста на целата ситуација. Пред 8,5 години, еден паметен човек на овој плоштад овде во Прилеп ми се обрати лично и ми рече: Хари, биди горд на Тачко, исто како што и тој е горд на тебе, исто како што и јас сум горд на син ми Љупчо. Гордоста, благодарноста до сите вас вечерва е посебна заради можноста што ни ја дадовте како семејство да ја почувствуваме топлината која толку сакани од Прилеп, моја пренесе на Тачко. Не сакам да должам многу. Сакам да спомнам нешто кое цел живот ќе ми остане во сеќавање. Тоа е една парафраза на изјава на еден од можеби најголемите светски лидери во 20-тиот век, која директно ми има кажано: сине, почувствувај ја убавината да се биде македонец, ама во исто време уште поголемата убавина да се биде македонец од Прилеп, прилепчанец. Таа лична горделивост која ја имаше со своето прилепско потекло, со сите специфики кои ги имаме сите како прилепчани, и со својата тврдоглавост, меѓутоа и со својата мудрост, со својата работливост, а во исто време можеби и со начинот на однесување, може некој да рече и скржавост, како и да е. Преку нашата револуционерност, како град, убеден сум дека ја заслужуваме и горделивоста и почитта, која сите заедно треба да ја имаме. Впрочем, денот на ослободувањето на Прилеп е одлична прилика да се подсетиме уште еднаш колку е важно да продолжиме да го одржуваме слободарскиот дух на градот и да ја поттикнеме и охрабриме креативноста, а тоа најдобро ќе го направиме ако најпрво го ослободиме сопствениот ум од предрасуди, а срцето од омраза. Ви благодарам од се срце на сите. Драган Поповски Дада, доајен на македонската современа скулптура
и еден од најеминентните македонски скулптори кои оставиле неизбришлива трага во развојот и афирмацијата на македонската современа уметност. Иако живее во Скопје, никогаш не го заборавил родниот град. Во повеќе наврати учествувал на Прилепската ликовна колонија, каде го користи прилепскиот мермер како материјал за изработка на своите вајарски дела. За Прилеп и прилепчани ја има изработено скулптурата на првиот председател Методија Андоновченто во бронза, поставена во централното градско подрачје во паркот пред општина Прилеп. Го има овековечено и Дуче Барабанџијата, а негова е и скулптурата Магаре со кошови за тутун. Роден во Прилеп во 1933 година, завршил Академија за ликовна уметност и после дипломски студии во Белград. Работел како професор на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Остварил студиски патувања во повеќе светски земји, каде реализирал повеќе самостојни изложби. Автор е на повеќе монументални дела и е добитник на повеќе награди, меѓу кои во 1981 година највисоката републичка награда 11 октомври. Почитувани, носител на највисоката општинска награда за животно дело Златна плакета 3 ноември, посхумно се доделува на доенот на македонската современа скулптура Драган Поповски Дада. Јас сум еден од внуците, многуте внуци на Дада и во името на фамилијата од Дада, на синот Горас и Весе, се благодарува за наградата. Во времето си правим муавет со Дада, вика внучко, за вакви награди кои ќе се даваат, дали знаеш какво е чувството и сврхата на наградата? И вика, да не зборувам понатаки. Благодарам. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека седницата заврши.